И точно време е да го напуштиме на кратко студиото, да ја поздравиме нашата драга колешка Ирена Цветановска Пепелјуговска и да ја ги поздравиме нејзините суговорнички. На повидок е уште еден хуманитарен новогодишен базар за кој што многу повеќе детали ќе ни пренесе нашата драга Ирена. Добро утро, среќен понеделник ти посакувам, Иренче, тебе и на твоите соговорнички и едва чекам да споделиме што ќе се случува на овој базар. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро ви се јавуваме од просториите на Среќа бар во Скопје, каде што викендов на 27 и 28 декември ќе се случува предновогодишен хуманитарен базар. Базарот за учесниците е веќе затворен, односно учесниците веќе се знаат, меѓутоа ќе бидат отворени портите од 12 до 18 часот и сабота и недела овде во просториите на Среќа бар за сите вас кои што сакате да си купите некој предновогодишен украс и секако да бидете хумани. Редно е да ги представам нашите денешни соговорнички. Веднаш до мене е Бисера Лотеска, која што е маркетинг менаџер во Стартап клуб Скопје, и до Бисера е Ана Секуловска, програмски директор на Стартап клуб. Бисера и Ана, добро ви утро. Ви благодарам што пристигнавте на време и да поразговараме малку за овој предновогодишен хуманитарен базар кој што ќе се случува викендов овде во Среќа бар. Бисера, со тебе би сакала како маркетинг менаџер да ни кажеш, значи се околу базарот, веќе учесниците се знаат, значи затворен е повикот за учество, што ќе има на овој базар и за кого се наменети средствата? Прво ви благодарам што дојдовте кај нас во просториите, таман да го видите прозорот каде што ќе се одвива овој базар. Покрај тоа што е во, како што кажавте, во Среќа бар, нашиот мултифункционален простор се наоѓа внатре во склоп од него, Стартап клуб Скопје, и уствари веќе имаме над 40 пријавени учесници што ќе бидат дел од овој хуманитарен базар. Тие ќе се бидат поставени во склоп од нашиот простор и во склоп од Среќа бар. Што може да се најде тука ќе има многу рачни изработки, тука се работи за многу мали бизнеси кои се во подем. Ќе имаме многу 3D принтани материјали, накид, као што знам дека имаме рачни изработки, имаме и храна од колачиња до многу интересни и невообичаени работи што може да се најдат на вакви настани. Како организација се која сакаме помогнеме на мали бизнеси и поради тоа ова го правиме. Ова ни е прва година каде што го правиме овој хуманитарен базар, но не ни е прва година да соработуваме со Waste to Help и за новогодишните празници да донираме и да собереме средства за социјално загрозените фамилии. Оваа година, исто како и лани, имаме предновогодишна забава, обично таа во понеделник не се случува на 29-ти, но оваа година рековме малце повеќе средства да собереме и се што ќе биде дел од средствата што ќе бидат заработени, исто така самите учесници се плаќаат котизација, од кои тие средства ќе бидат донирани. Позади нас овде, еве може да се видат и пакетчиња. Да. Тие пакетчиња веќе ги имаат донирано, така, и ќе одат исто така во, претпоставувам, за ранливите семејства. Кој ги донираше овие пакетчиња за дечињата? Ова е акција направена од организацијата Waste to Help. Моментално имаме донирај пакетче. Се уште трае, да. Акцијата се трае баш до крај на оваа недела и моментално кои се што донираат, се било кој што сака на своја рака да се земе да се донира пакетче. Исто така знам дека многу големи IT компании сите тие доаѓаат донираат и на забавата исто така. Значи се доаѓа тука во просториите на Среќа бар и се носи, се донира пакетче конкретно за пакетчињата, така? Да, конкретно за пакетчињата, може тука да дојдат во Среќа бар да си остават, да донираат колку можат, колку сакаат. Ова највеќе се води кон фирми. Сега да ја вклучиме во разговорот и Ана, како програмски директор на Стартап клуб Скопје. Ана, добро утро и до тебе. Би сакала да ги запознаеме гледачите за Стартап клуб Скопје. Една лична карта, колку време постои, што се имате направено во оваа измината година. Може да издвоиме некои од позначајните работилници или акции кои што ги организиравте. Добро утро од мене и добре дојдовте во Стартап клуб Скопје. Чисто како представување накратко, нашата организација е тука со цел да им помогне на
стартап бизнисите и малите бизниси кои што се во подеми во развој. Најголем дел работиме со млади кои што имаат одредена бизнис идеја и сакаат да ја развијат, и голем дел од нашата работа се базира со работа со волонтери, придонесот кон стартап заедницата и слично. Регистрирани сме во 2019 година, активно работиме од 2023, кога се отвара овој мултифункционален простор тука и ја започнуваме нашата инкубаторска програма, која станува збор по тоа што сме препознатливи. Инкубаторската програма, имам идеја, е една од програмите кои што најмногу ја знаат младите, бидејќи се прејавуваат за истата. Од јануари месец започнуваме официјално со програмата. Она што го правевме изминатата година, покрај програмата имаме и два подкасти, Фриленцерска дружба и Стартап револуција, кои што ги снимаме тука, баш на овој графит каде што стоиме. Тука правиме едно мало мини студио. И освен тоа, еден од позначајните настани кои што ги организиравме за прв пат минатата година е Startup Revolution AI Summit, кој што броеше повеќе од 1200 учесници од целиот регион. И тоа беа и бизниси и организации кои што работат со стартап бизниси и доста млади и студенти кои што ни беа присутни оваа година настанот, што особено не радува, бидејќи тоа значи нови контакти за нив, нови можности и развој на регионални соработки. Така да тие се нешта на кои што работиме активно. Овој простор тука каде што сме денес исто така отворен за други организации да организираат нивни работилници, настани и слично. Иако нашиот хуманитарен базар кој што зборуваме денес, прв пат го организираме, ние не сме страни на тоа да добре дојдеме други организации кои што организираат таков тип на настани. Всушност од таму доаѓа и мотивот и ние да поддржиме еден ваков тип на настани кој што се однесува особено на малите бизниси. Така да воглавно нашата работа се заокружува во делот на поддршка на млади кои што имаат бизнис идеи, работа со волонтери и најголемиот дел е фокусот кон стартап заедницата. Значи, ако убаво ве разбрав, стартап значи за млади. Така, дали само млади ќе учествуваат на овој хуманитарен предновогодишен базар? Дали млади кои што се занимаваат со ракотворби, со рачни изработки или ќе има и некои повозрасни? Мислам дека ќе биде комбинација овој пат, барем од тоа што го гледавме од апликациите, има различни типови на возрасти во однос на пријавените кои што ќе доаѓаат. Како што спомена Бисера, имаме веќе над 40 изложувачи кои што ќе бидат присутни тука и тие варираат во возраста и во почетокот на тоа што го изработуваат како рачна изработка. Некој можеби има прва година кој што ќе доаѓаат тука со свој ракотворби, тука се значи дизајни, честитки, може да бидат и одредени лампиони и украси и слично, до можеби накид, држлива мода и слично, каде што можеби повеќе години се присутни, но во вакви поп-ап изданија, како што се базари или шопови кои што се отвараат привремено. Така да, мислам дека ќе гледаме варијација помеѓу сите нив, но е убаво да се видат толку генерации кои што имаат елан да творат и убаво е да ги поддржиме за една поголема цел. Бидејќи како што спомена Бисера, овие средства ќе се донираат до социјално загрозени семејства и тоа ќе оди преку организацијата Ways to Help, која што е позната по акцијата Плати сметка, односно они возможуваат да се исплатат сметки на социјално загрозени семејства. Многу ми е кеј вака млади и со толку ентузијазам работите. Би сакале ли можеби да најавите, имаме уште 2-3 минутки време, да најавите некој следен проект, значи по овој хуманитарен предновогодишен базар, што ќе биде следно, како ќе ја започнете 2026 година? Прво ќе ја закружиме 2025-та со една предновогодишна забава на 29-ти. Денес мислам дека ќе објавиме официјално и на социјалните мрежи. А 2026 година ќе ја започнеме со инкубаторската програма Имам идеја. Значи, обично околу 20 јануари започнуваме со првите предавања и им посакуваме добри ден на новите 16 бизнис идеи кои што ќе доаѓаат и ќе работиме со ниво наредните 3 месеци, односно до мај месец ќе трае самата програма. И паралелно почнуваме со новите подготовки за Startup Revolution AI Summit, кој што ќе се одржи од 1 до 4 октомври веќе 2026 година. Така да тие се така поголемите активности и почнуваме со втората сезона на подкастите Startup Револуција и Фриленцерска дружба. Ви благодарам многу. Бисера, не сакаше нешто да додадеш? Не, тоа е тоа. Добро. Ви благодарам многу што ни бевте гости ова утро. Ние ќе бидеме тука, ќе ве следиме, ќе ги следиме сите ваши активности, бидејќи секогаш поддржува Алфа телевизија и ракотворци и вака млади девојки, млади луѓе кои што навистина имаат што да кажат и што да направат за сите нас, за добро за сите нас овде кои што живееме во Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Повик до сите вас почитувани, значи 27 и 28 од 12 до 18 часот
Среќа бар, оваа локација овде, Стартап клуб Скопје, хуманитарен предновогодишен базар ки има на вистина што да се види и верувајте, може да си го украсите вашиот дом и секако да бидете хумани, бидејќи вашите средства ќе одат кај оние на кои што им се најпотребни, значи за ранливите категории. Сузе, ние од овде би се одјавиле од просториите на Стартап клуб Скопје. Ако имаш некое дополнително прашање од студио, можам да пренесам. Јас ги поздравувам топло двете твои соговорнички, прекрасни, млади, хумани луѓе кои што ни се еве вака светла точка во овие магливи, тмурни зимски денови. Ве поздравувам и уште еднаш честитки и за овој хуманитарен новогодишен базар.